црешите ги чува со приватно обезбедување. Тројца шетаат вака стражари, приватно обезбедување, и му ги чуваат црешите. Ја да не видев со своји очи, немаше да му поверувам на типот на излез од Скопје. Ајде, кажеме една скопска, добро, село, не е битно. Како америчка воена база. Апропо причава со цреши по Фейсбук, дека можеш 3 гигабит цреши да размениш за стан у Скопје. Причава што иде по Фейсбук. Не се они криви. Што станаат црешите, што цената на црешите изедначија со цената на златото на светските берзи. Тие прекупците. Не се они криви. Ние сме волои. Тешки волои. А муабетот почна со овој пријателов и со уште негов комшија у тоа селото Скопско. Ја вчера влагам у една продавница има тука кај мене, Колонијал, кај што се маржите, рачунајте, секој производ што го гледате, пример, овие поевтиниве маркети, рачунајте тамо, овие што се поголемиве маркети, сакам да кажем, као, да не ги рекламирам за џаб. Рачунајте у тој Колонијал, локален еден, ќе ги најдете пола евро поскапи, било што. Пола евро некојаш оди до 50 денари поскапо, до 60 денари, зависи. И вчера ја да не идам до некој, башо тамо само проаѓам ако имам нешто зорт леп да купам на брзина, иначе не им купам, сум рекол принципијално. Значи не влагам, не икам некој будала да направи на такви марши. И сега да купам лев, влагам и ми текна, викам чеки компир ке земам. Веќе на каса, викам почекај да на касирката, викам компир да земам. Излегувам надвор и компир, знаеш, ставам го, зијам, не гледам и доаѓам на каса и она го мери и ми вика, не знам, 2 и кусур кила, ми вика 200 и кусур денари. Викам, молам? Па вика, колко е, викам, компирот? 110 денари кило. Викам, еве вија кесата, со се компир све, викам, не зијам, викам, може да видам, викам, газдата тука ли е? И они обично чутат. И еднаш порано, така сум рекол, нешто порано беше у истата таа продаја. Исто сум му повикам, газдата тука ли е да го видам? Значи, ако нешто ми иритира кај луѓето, тоа е алчноста. Значи, можеш да си, не знам, ѓубре, да ме измамиш, да ме заебеш, за икс работи. Нема толку да се наљутам од она кој ќе видам човек колку може да биде алчен, незаситен. И ја викам, не видам, газдата тука ли е на Колонијалов? Ќутат. Сите нормално таква ситуација, сите ќутат. Викам, газдата ми треба, сакам да го видам, викам, што сте се исплашиле толкова. А внатре имаше неколку муштери. И доаѓа еден тип, вика, да, јас сум повелета, и искача надвор, дека има муштери, курнас, знае дека нешто намириве не ми се баш, искача надвор, ја по него идам. И викам, добро, викам, да ја прашам, за кој мој ви е сценава 110 денари на компир? Истиот оној енего намо млад компир 60 денари. Има ли, викам, резон? Која ви е поентата? И onda нешто ми објасни, ја го прекинувам и он вика, и он тука прекинува со љубезност и ми вика, па ја ако сака можам и 10 евра да го продавам. Ја вака го гледам ко теле и му викам, точно е, господине, можете и 50 евра кило да го продавате. Пазарна економија, јеби га. Вие можете и 50 евра да го продавате, али ја лично куршо ќе влезам да ви го купам. И ќе користам прилика, кај што можеме така, свесноста некоја на луѓето, за својата вредност, за тоа да не дозволуваат да бидат правени мајмуни, од вакви као вас, викам да ја кренам на повисоко ниво. Јас само не знам, овие сега имате вие тука на Фейсбук и на куп адвокати, дали може ние потрошувачиве, така, кој ќе начекаш, кој ќе најдеш на некој мајмун,
да му ги сликаш цените и да го објавиш на Facebook со се името на маркетот, место положбата, све, а да не те тужи ова, не знам, со адвокати овие што се на Facebook, можат слободно овој бесплатен совет про боно да дадат еден совет. Дали можеме така и некој цит на срам да направиме? Да видат сите колку може некој да биде алчен. Така почна муабетот со срещи. И ја го кажем и он вика, вика срещите, вика еден тука што има тамо, еден тамо. Вика, со приватно обезбедување ги чува. Ја му вика, мабе, немој да ме дупиш, викам, какво? Не бе, вика, дој да видиш. И се идеме, пошто, нели, пешки, не е нешто многу далеко. Гледај, вика. Абе, приватно обезбедување трој, пошто тоа големо, има не знам колку дрва, тоа цреш има не знам што друго, некој овошки има поимане. Ше таа тројца и мислиш тука негде кај е закопано богатството на капетан Кука, на некој гусар. Па она мапа гусарска, па 10 чекори право, па 3 лево, па тамо кај тој белиот камен, го прерипуеш, позади тоа има дупка, една, и после дупката 2 метра ки ископаш друга дупка. Не можам да поверувам. Сречиве, пошто достигна астрономска цена на пазарот. И ги чува со обезбедување. Оти, стварно бе, тоа некој ако му ги обере, бе, ќе стане мултимилионер. Тоа некој да ги обере, ти не знам колку садници дрва се тоа. Да ги продаде на пазар 500.000 евра ќе заработи. Ко ништо. На овие цени. Алчноста. Незаситното око. Шо ми рече еден тајкун на времето, му викам, добро, која е поентата, кога више, правиме муабет општо за милиардериве за ова зона, и ја му викам, добро, викам, која е поентата, имаш 5 милиарди евра, или милиарда евра, тоа се страхотни пари. Некој за сегде, а камоли за тука. Еве милиарда евра имаш. Милиарда евра. Значи си обезбедил себе до крај на живот. Имаш пример тога што имаше 50 и кусур години. Ова беше муабет одамна. За тебе више шо вегам, ти си обезбедил све живо. Си обезбедил деца. Децата на твоите деца. Децата на твоите деца. Значи генерации. Која е поентата уште да се работи? Уште пример да се нервираше и види ова вамо, бизнисов, тука ми кочи, овие ме дупат, овие барат. Која е поентата, бе, човек? И вака наискрено го праша. Знаеш што ми рече? Вика, види, кој ќе направиш пари, вика, секој следен предизвик ти е само една плюс нула, вика, на контото. Значи, нема задоволување. Него тоа било предизвик као дрога, као, така го разбрав, дека овие меѓу себе после се такмичале кој поише нули позади оној кецот ке направи, на почеток што стои. И тоа ми беше фасцинантно. Кој исто еден релативно богат човек е нас, го знаете сите. Најнормално го прашав, чече, кој ти мој шоке ти 20 стана да имаш у Скопје, сите ги издава, сите. Има и поише, ама е да не јадам гумна. Која е поентава, викам, со ова? Зашо ми вика? Човек, у реду е, еве, да. Него, еве, имаш, рецим. Која е поентата сега да сакаш да правиш и ова за тебе у факин Скопје, што планираш да го правиш? За тебе у факин Скопје. Па шо да правам? Човек, не знам, али ја да сум на твое место баталуем и бизнис, и мизнис, и све живо, хациендица негде на море, пичке си материне у Шпанија или не знам каде, пари од пошто има многу пари на сметка на банка, од месечна камата пари, си дремам на плажа, скарица, рипчиња тука се вртат, таратур, маратур, ова, она, мастика,
Why? Зошо? Али ебе га, може затоа немаат многу пари, нели? Ние другиве немаме многу пари. Не е битно, мислам дека позадината на сето тоа е алчноста. И сега доаѓаме до, значи, срамота е. Ја затоа барам тука некако на некој начин жестоко да интервенира државата. Срамота е. Важиме за аграрна лепотица на Балканот. Демек овде кај шо и да копнеш, да засадиш, ке ти изникне нешто. Објаснете ми зошто една таква земја што има 295 сончеви денови у годината, што е у наводници вомитовите наши современи аграрна лепотица, можеме да извезуеме све. Зошто ние увезуваме? Зошто им дозволуваме на овие джукели, дали се прекупци више нема врска, него луѓе намерно садат ова, цреши садат, што гледаат цениве растат од година во година, садат ореви, такви јатки, матки. Знае дека може за 5 години кој тоа почне да раѓа, супер, милионер да стане. Зошо? Затоа што нема контрола, ја мислам, у тој дел. Срамота е. Македонија, сме се крстеле, сме се смееле на други републики од бивша Југославија, која сме оделе изминативе години, пред 10, 15, 20 години со театар која сме оделе. Не сме им се смееле, сме ги жалеле, лошо се изрази. На Бањ Елачич, тоа пазарот, не знам која година беше тоа, 2004 бевме со театарот тамо. И сакавме да земеме вечерта у хотел, си седим, имаше, бевме Интерконтинентал сместени, едни големи тераси, горе високо, мислам, Интерконтинентал, дека се викаше после Еспленада. И викаме, и супер оде поглед на Загреб, топ, седиш, салата си правиш, си пиеш тамо, ракија, она, вечер, идеме на пазар, човече, кој се... Тогаш 30 денари беа кило патличани у Скопје, вамо беа 120 денари наши пари. Абе ги преплакавме Хрвативе. Леле, викаме, човече, барем кај нас, барем патличани јадеме, ефтини, барем тоа не оскудеаме. Греота, викам, луѓе. Еј, дојде тоа кај нас, ради нечија алчност. Тоа е профитерство. Нема друг збор. После овие кризи, ковид, усред ковид покачуваат цени, затоа треба некој затвор да лежи, бе. Све би бе поапсил. Искрено ви кажам. Ама пазарна економија била, ама државата не смее да се меша, само стихијата на законитостите на пазарот. Да ви го начукам у гъс со пазарна економија и со законитостите на пазарот, која сме на цивилизацијска свест на примати, која секој гледа да го напуни джебот, која секој гледа да помине преку туќи леш за да заработи пари, да остави 100 леша зад себе, 100 трупови за да заработи пари, да уништи 100 животи за да заработи пари. Јебо вас пазарна економија и тој, како се викаше американецот, Смит, богатството на народите што напише. Луда работа. Ја памтам на времето кај деда ми идел, мојан така сезонски идеше у викендицата, таму имаше исто многу дрва, имаше цреши од оние жутите, имаше вишни, имаше јаболки, круши, сливи, ама све имаше, ама тоа не знам колку дрва имаше тој дело што е позади овој куќата. И ке дојат нам деца некои ке влезат или и мислам некои што знаеш, не ги знаевме, не беа моја возраст со тие што се дружевме, него беа многу помали и ке влезат десетина деца, ке се качат на тоа дрвата. И јаве, дедо, види овие, добро де, колку можат да изедат? Тие не носат дома, колку ги ќе изедат?
Какви цреши кои се чуваат со приватно обезбедување. Земи качи се ја колку пати па на други места тама која у селово која сум идел. Тука седат, може да се качиме на ова вакво, ако е нели цреша, ако е поима немам. Ја болкница некоја газдава тука внатре или да качете се, земе, скинете. Се со приватно безбедување ги чуваат. Да не можат луѓе на прошло лето која беше изминативе лета, да не можат луѓе лубеница да купат. 100 денари беше, знам минатото пролет на едно време, 100 денари кило беше, лубеница . Невероватно како стигнавме до ова. Али пак се сведува на крај, стварно така како што ми каже овој газдата на колониалот, ја ако сакам можам и 50 евра да продавам. Кило компир, така бе, можеш 50 евра. Само ја нема да ти влезам. И така и треба сите да се однесуваме. Ама и по можност да му се даде до знаење. Не мора да е тука газдата. Ако ќутат тие вработените, нормално се плашат да не ги избркават работа. Спомнете чисто онака, па ако е тука шефицата у момент на локалот или шефот, па тој ќе му пренесе, види, газда, извини, немој вака да се најдеш, нема да ме сватиш погрешно, ама муштериве се жалат, марживе некако, како да ти кажам, too much. Како вика србите, док буде оваца, биче и вуне. Али, стварно не можеме да се однесуваме како Норвешка. Не можеме. Не у ваква ситуација. Мора некој да сериозно, до сега власта нешто пробуеше да направи, очигледно тоа не не донесе резултат. Цените отидоа повисоко и ова треба власта да го знае. Мислам дека го знаат, но треба вака јавно да го чујат. Не вродија со плод. Ако сакате да вроди плод, тоа е регулирање. Мора нешто друго да се направи. Ја не сум економист, но секако дека за секоја болест се наоѓа по некој лек. Ама и до нас е. Не му купај па да види. Па кој ќе ги фрли, кој ќе му скапат, кој ќе ова. Дали следниот пут со тој што му ги носи ќе се договара така? Дали овој кој му рече мојата цена 90 денари, овој ќе ги продава 110 денари или 80 денари ќе ги продава 110 денари? Или не знам колку веќе таму. Некој еднаш ми рече една прилика, вика Сашо, не постои таков термин наречен, синоним наречен големи цени. Само вика алчноста е голема. Која алчноста е голема, почнувате да живеете во таков амбиент. На луѓе чие око е незаситно, без граници, безгранично незаситно. И затоа у таква ситуација народот треба да биде свесен. Но, пак ќе кажам, ние сме доволно глупави, доволно несолидарни, како народ зборам за вакви работи, да ти џабе објасниш у некој ситуација. Ја не дека не можам да купам 30 денари, 40 денари, не знам, поскапо ова, поскапо она у таа продавница. Можам, принципиелно не купувам.
Не идам некој будала да ме прави. Но знам дека јас кога ќе искочам, после мене ќе влезат 5 други кои што без проблем ќе си купат. Тоа исто како со она праење патриот. Ти знаеш, подсвесно чувствуваш дека треба да ги казниш твоите соседи затоа што не те почитуваат како народ, твојата национална определба, твоето потекло, твојата самосвест. А ти им одиш гостин во нивните држави, тамо им оставаш девизи, евра. Па и уште ако те извреѓаат, тамо некоја будала или ако ти скрши колата или ти ги скрши стаклата на колата или не знам шо, пак им одиш. Нема, како да ви кажам, нема спас тука. Секој нормален човек, што е нормално воспитан, во нормална држава, која што има чувство за себе, за своето, тој народ што има чувство за себе, за своето потекло, за својот идентитет, што има точно знаење за него, чувство за него. У таква ситуација природно реагира, вика, кој вебе? Кој вебе, бе, не ви стапнуем таму. Вие од мои пари не турам у ваша економија или у ваш финансиски систем или што е да. Така да ти ако не отидеш, ако стоиш до себе, до некое достоинство држиш, 10 други рачунај истиот момент ќе поминале границата. Така и со овој со ценија. Едноставно е, поединец не може ништо да смени, ништо да направи. Но многу може државата. Државата може да направи, затоа што унезе се лостовите на моќта. Може да направи. Да смисли такви правила на игра, закони ако сакате, мерки за регулација, никој да не писне. Океј, бапни ти 50 евра цена на кило компири или 80 евра на кило цреши. Ама ја после ќе ти бапнам таква казна, што ќе ти биде подобро да ја затвориш продавницава и да сидеш у биро за вработување. Тоа државата може да направи. Ако сака. А еве баш ја повикувам со отворено срце државата да биде брутална кон овие џукели. Нека ги уништи. Нека пцојсаат ичкур не ме боли. Ајчо.